Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Бранко Црвенковски синоќа на митинг во Кочани ги повика кочанчани на 24 март да го дадат својот глас за Сојузот за еднината и Кочани повторно да стане бастионот на СДСМ. Според Црвенковски, кандидатот за градоначалник Милјан Донов од Сојузот за еднината, предводен од СДСМ, е вистински човек за победничко Кочани. Личност доволно возрастна за да има животно и работно искуство и во исто време доволно млад за да има енергија и ентузијазам за работа. Но што е најважно, човек кој не можеш да го скршиш, не можеш да го уплашиш, не можеш да го поколебаш. Вистински избор за Кочани на новото време. Зборувајќи за актуелната состојба во државата, Црвенковски рече: Време е на ова пропаѓање, на оваа агонија, на ова лудило да му го ставиме крајот. Време е за нов почеток, за нова страница. Време е за крупна, за историска одлука. Локалните избори на 24 март се можност да покажеме дека не е единствената Македонија онаа на Никола Груевски. Понижена и подсенета, послушничка и корумпирана, режимска и закопана во лажно минато и уште полажна сегашност. Ајде сите заедно да покажеме дека има и една друга, многу подобра Македонија. Храбра, горда, борбена, слободарска, демократска, правдолюбива Македонија свртена кон иднината. Кандидатот за градоначалник Милјан Донов во обраќањето ја побара довербата од граѓаните на Кочани и упати уверување дека ќе го направат Кочани европско, по теркот на европските градови. Затоа имаме потенцијал, природни ресурси, кои и рационално ќе ги искористиме, рече тој и додаде. Секоја година во секое село ќе асфалтираме по една улица. Во градот наредните 4 години ќе асфалтираме нови улици за да не остане ниту една улица со кал и земја. Како што знаевме да го изградиме спортско-рекреативниот центар Бавчалук, ипотеката за пешаци од Бавчалук преку градче до Јастребник. Така, во наредните 4 години ќе го споиме овој рекреативен центар Бавчалук со Гоцевата шума, со еден огромен и зелен парк за рекреација и тој ќе стане најголемиот парк. И не само таму, паркови и зеленила, и зелени места и места за рекреација ќе изградиме во секоја урбана средина и во секоја местна заедница. Улиците во градот ќе бидат сообраќајно побезбедни со изведбата на неколку кружни раскрстици. Канализацијски системи ќе спроведеме во секој дел од градот, а ниедно помало населено место нема да остане без одводна канализациона мрежа. На митингот во Кочани пред присутните граѓани и симпатизери обраќање има и лидерите на НСДП и ВМРО Народна партија Тито Петковски и